Одземени лаптопи, мобилни уреди и документација од угостителските објекти на газдата на дискоклубот Пулс. Освен во угостителските објекти поврзани со сопственикот на дискотеката на смртта, полицијата извршила претрес и во неговиот дом и возило. Тоа е во притвора. Вчера неофицијално на распит биле и неговата сопруга и ќерка. На 25.3.2025 од страна на полициски службеници извршени се претреси во домот на Д.Ј, неговото возило, инсигнија и два угостителски објекти, како и во Државниот пазарен инспекторат канцеларија Кочани. Во домот на Д.Ј пронајдени и одземени се лаптоп компјутери, повеќе мобилни уреди, документација и други предмети. Одредени предмети се одземени од возилото и од угостителските објекти, а пронајдена и одземена е и финансиска документација. Истрагата за страотниот пожар во кој животот го загубија 59 млади лица, а над 150 беа повредени, продолжува и се проширува. Претрес бил извршен и во подрачната единица на Државниот пазарен инспекторат во Виница и Кочани, од каде е одземен еден компјутер, еден лаптоп компјутер и еден таблет, како и целокупната документација поврзана со правни субјекти во сопственост на Д.Ј, потврдуваат од МВР. Огромната трагедија пак и денеска тема за партиски препукувања. Опозицијската СДСМ бара одговори од надлежните каква била улогата на управата за јавни приходи во трагедијата во Кочани и прашуваат зошто УЈАП не ја затворила дискотеката на смртта. Ако блокадата била заведена на 16 август 2024 година, тоа значи дека веќе до крајот на септември управата требала да постапи, а клубот Пулс требал да биде затворен. Но клубот продолжил да работи и 59 животи беа загубени. Дали е точно дека управата за јавни приходи не постапила по своја законска обврска согласно членот 117? Кој во УЈП бил надлежен да го поднесе барањето за стечај и зошто тоа не било направено? Дали некој ја стопирал постапката и ако да, зошто, со каква цел? Од ВМРО ДПМН пак во соопштение до медиумите велат дека институциите работат професионално и прв пат пред лицето на правдата се изведуваат сегашни и поранешни функционери, без разлика на партиската или етничката припадност. За прв пат институциите приведуваат, испитуваат, отвораат истраги без оглед на политичка или етничка припадност. Обсежната истрага на надлежните органи досега опфати голем број на лица без разлика на нивната партиска или пак етничка припадност, сегашни или пак поранешни државни функционери. За само недела дена од трагедијата во сеопфатната истрага опфатени се над 40 на лица на кои им се одредени и мерки притвор. Меѓу апсените има функционери од ВМРО ДПМН, СДС, ДУИ, како и луѓе кои не се политички определени или ориентирани. Ова покажува дека органите на системот, како што се обвинителството и судството, иако лицата кои работат во нив се избрани од тефтерчињата на Заев и Ахмети, сепак знаат да работат професионално. Но вистинското прашање е зошто на СДС сега им смета и го доведува до прашање нивното професионално работење. На сопругата и ќерката на газдата на дискотеката на смртта, според неофицијални информации, како што веќе објавија повеќе медиуми, исто така им се врши распит и од нив се одземени мобилните телефони. Телевизија 24 во текот на денот се обиде да добие повеќе информации од повеќе институции за тоа дали тие се во притвор, но до објавување на прилогот, а и како што ни беше соопштено, во интерес на истрагата не добивме конкретни информации. Инаку истрагата за кобната несреќа во Кочани, што ја потресе и крена на нозе целата јавност, продолжува. Досега се осомничени 34 физички и 3 правни лица, меѓу кои се и екс-министерот Бектеши, како и последните тројца градоначалници на Кочани.